Денес се наоѓаме во селото Ореовец, Прилепско, каде што традиционално веќе долго години откако сум архиереј на вториот ден на Духов ден или Света Тројца служиме света божествена литургија и имаме навистина еден собор на верници секоја година кој ги задоволува, можеме слободно да речеме, нашите очекувања со верници. Овој празник е еден од големите празници на нашата света црква. Денешниот ден е посветен на Света Тројца, а всушност тоа значи дека ние веруваме во еден Бог по природа, по божество, по суштина, а се пројавил во светот во три лица, Отец и Син и Свет Дух. И токму во тоа е и големината на нашата вера, бидејќи верата наша не ја измислил човек како во некои религии или пророк и така натаму, туку самиот Бог Троичниот во Стариот Завет на советот на Светата Тројца го создал, според советот на Света Тројца го создал човекот по сликата негова или образот негов, да биде троичен во душата со ум, со разум и со волја, како што е Отецот и Синот и Светиот Дух. И од друга страна и нашето учење за верата православна, како што е и во Стариот Завет кажано, особено што има направена на прекрасна слика на Светата Тројца, односно икона, Андреј Рублјов, руски светител и свештеномонах, во кое е изразено учењето на црквата во три лица, Отец и Син и Свети Дух, на кои се насликани три ангели, кои ја представуваат Светата Тројца, а од друга страна најсобрано, најсожето изразено учењето на нашата света црква во Троичниот Бог, во символот на нашата вера. И мислам дека нема ни една вера така изразено, точно, јасно за учењето на нашата црква, како што е тоа направено на Вселенските собори во времето кога се појавиле погрешните учења ересите. И пак ќе повториме зошто нашата вера сметаме дека е најдобрата и најчистата вера, зашто е кажано ниту ангел од небото, туку самиот Бог ни е соопштил верата, не научил за тоа, најнапред самиот Христос, нашиот Бог и Спасител, поучувајќи ги апостолите, а тие понатаму ја пренеле верата наша на епископите до денешни денови и до крајот на светот и векот. Па така во тој дух сакаме да изразиме благодарност на вака големото присуство на нашите верни во Ореовец и исто така да го честитаме празникот на сите оние што го празнуваат, а нема кој не го празнува празникот на Светата Тројца, на Отецот и Синот и Светиот Дух. Нека е честит празникот и за многу години. Ние како домајчини сме благодарни први на владиката што е присутен секоја година во манастирот Свети Димитрија во Ореовец. Уште еднаш голема благодарност до него за неговото присуство и на сите верници му го честитам празникот Труден Думник и празникот Света Тројца. До година сме истите домајчини. Честитка на домаќините кои што навистина овдека гостопримливо и пречекаа стотици луѓе кои дојдоа на овој голем празник во населеното место Ореовец, новој преубав манастир. Традицијата се одржува години, децени наназад и добро е да се одржува како православни христијани. Му го честитам овој голем ден на сите православни во Прилеп и Република Македонија за многу години и да продолжат да се одржуваат вакви традиции, традиционални настани. Голема благодарност прво до владиката што е присутен на овој ден. Ние сме домајчини, од година повелите сите кои сакате пак да повелите. Инаку големо е чувството да се биде домајчин на овој ден, на овој празник. Ви благодарам.